Почитувани, годинава која што е пред нас ќе биде уште подобра од изминатата година на економски план. Платите, пензиите и инвестициите ќе продолжат да растат. Економијата ќе се развива позасилено. Влијанијата на шоковите од енергетската и економската криза врз глобалните економии се уште се присутни, но антикризните мерки го даваат посакуваниот резултат. Економскиот раст ова 2024 година ќе се забрза на 3,4%, инфлацијата ќе продолжи да се намалува под 4%, а буџетскиот дефицит ќе биде помал. Платите, пензиите, инвестициите понатаму ќе се зголемуваат, ќе има повеќе за сите. Во буџетот за 2024 година веќе се предвидени дополнителни 160 милиони евра за повисоки плати и дополнителни 170 милиони евра за повисоки пензии согласно новата методологија. Со СДСМ платите и пензиите растат постојано и во сите сектори. Просечната месечна плата по вработен СДСМ ја покачи на 39.000 денари или 630 евра. Во времето на ДПМН просечната плата изнесуваше околу 22.000 денари. Во изминативе 6 години СДСМ ја зголеми минималната плата 4 пати. За само неколку години и во споредба со ДПМН минималната плата СДСМ ја зголеми за над 100%. Оваа година, почитувани, ќе има и ново зголемување на минималната плата. Во споредба со времето на ДПМН, СДСМ за 50% ја зголеми минималната пензија и за 50% ја зголеми просечната пензија. Пензиите ќе продолжат да растат со СДСМ и оваа година. Во време на ДПМН просечната пензија изнесуваше 13.754 денари или нешто над 200 евра. Во март 2023 година просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари, што е зголемување од околу 6.000 денари, односно 100 евра. Оваа година пензиите повторно ќе се покачат. Во времето на ДПМН невработеноста беше 25% со СДСМ, невработеноста во овај момент е околу 14%. Странските инвестиции во 2016 година во време на ДПМН изнесуваат 338 милиони евра. Во 2022 година, година после пандемија со COVID-19 и во ек на глобална економска и енергетска криза, односно во време на СДСМ, странските инвестиции изнесуваат речиси 754 милиони евра, двојно повеќе од тоа што биле во 2016 година. Инвестициите во ТИРС во време на ДПМН во 2016 година изнесувале кумулативно 600 милиони евра, во 2023 година во време на СДСМ кумулативно изнесуваат 2 милиарди евра. Во тешки услови обезбедивме историски најсилна економска поддршка за граѓаните од над 2,6 милиарди евра, а во времето на ДПМН поддршката за граѓаните беше нула. Со СДСМ, почитувани, има повеќе за сите. Социјалдемократските политики во економијата се покажаа како најуспешен економски модел кој носи повеќе за сите. Ви благодарам.